На многу бизнис идеи не им е потребна идеална географска локација за да бидат успешни. Понекогаш е доволно да се препознае вистинскиот момент, кога треба да се смени правецот и бизнис компасот. Глигор Ризов, млад претприемач од Струмица, го препозна токму тој момент. Во време на глобална неизвестност и корона криза, од Струмица започна трансформацијата на SMX Академија, од локална иницијатива во модерна онлайн едукативна платформа. Со јасна визија и фокус на дигиталните вештини, SMX денес нуди курсеви во области како дигитален маркетинг, продажба, програмирање, дизајн и бизнис, со практичен пристап и реални проекти. За само неколку години, низ нивните програми поминале околу 8000 учесници од Македонија и соседна Србија, луѓе кои направиле конкретен чекор напред во своите кариери. Ова не е само приказна за бизнис, туку приказна за храброст и способност да се сврти насоката кога тоа е најпотребно. Јас во суштина најпрво започнав да работам дигитален маркетинг. Мојата компанија прво работеше во областа на дигитален маркетинг и во тој период, значи 2017 година, 18 година, имаше доста побарувачка за дигитални вештини, имаше интересен пазар, домашен, странски пазар се отвараше многу повеќе. И една од работите што ги забележав е дека многу луѓе се уште не ги знаат некои дигитални вештини и алатки кои што се користат. Па моето знаење, моето познавање и контактите решив да ги пренасочам кон формирање на дополнителен дел од компанијата како едукативен центар за доусовршување и усовршување на луѓето кон најпрво беше маркетинг, почнавме програмирање, графички дизајн, кои што беа многу интересни во тој период за преквалификација, доквалификација. Тоа беше така до 2020, до ковидот, кога моравме да направиме голема промена на начинот на водење на бизнисот и на обуките, така што во 2020 се префрлivме да бидеме целосно онлайн, што пак ни отвори нови можности нам да можеме да работиме и низ цела Македонија. Значи од 2020 почнавме да работиме комплетно онлайн и од тогаш бројот на нашите обуки и на учесници значително се зголеми. Ако на почетокот многумина се запишуваа на курсеви од љубопитност, денес интересот на учесниците за онлайн обуки доаѓа од потребата за надградба, за продлабочување на знаењата и следење на динамичниот развој на дигиталните вештини неопходни за повеќето професии. Во тој дел исто сметаме дека е важно да се надоградуваат луѓето и има и побарувачка во тој дел. Дефинитивно другата страна е техничките вештини, алатки кои што се обучуваат. Можам да кажам, ние некако се поставивме и доста побарувачка и интерес има од професионалци кои што работат во делот на финанси, банкарство, сметководство, значи во тој дел има голема побарувачка да се усовршуваат луѓето, бидејќи во тој дел има и многу поместувања, начини кои се променуваат, како се работело претходно и сега, и луѓето чувствуваат дека мора да се надоградуваат и да променат начини како работеле досега. Ширењето на нови пазари е клучен дел од развојната стратегија на SMX Академија. Српскиот пазар е првата дестинација каде се поставуваат темелите за поширока извозна експанзија на оваа домашна компанија. Првите тестови ги направивме во 2024 година. Значи тоа беа минимални тестови да испитаме каков е интересот. Значи одлучивме дека одредени активности што ги имаме во Македонија, сметаме дека направивме некои анализи на пазарот и сметавме дека има исто можност и во Србија тоа да го правиме. Така да првите тестови ги направивме тогаш, а потоа во 25-та година веќе активно поставивме вебсайт, комплетно се ангажиравме ментори од Србија, процесот го поставивме и обуките што ги работиме во Македонија. Најпрво така почнавме, обуките кои што има интерес во Македонија ги реплициравме и во Србија и ни покажа тоа дека пазарите се слични, значи функционираме исто на одредено ниво, но откривме и нови работи кои што ни помогнаа да се пренасочиме малце во друга насока и во Србија.
Така да веќе сме една година активни во Србија, уште малце една година, и досега соработуваме со веќе 20 ментори, имаме активни околу 30 теми од различни области и не имаат посетено досега нешто над 700 студенти, учесници на обуките во Србија, што за една година ни е баш добар сигнал. Нас таа историја на 8000 луѓе што ја имаме, сега ни дава насока дека луѓето постојано ќе бараат надоградување. Можеби не можеме секогаш да погодиме точно која тема и што точно ќе им треба, но луѓето секогаш ќе бараат да учат и да се надоградуваат. Следиме трендови, препознаваме патерни, шаблони, што се случува, каде се можностите, како можеме да помогнеме луѓето да стигнат на подобра позиција, да се подобри, поефикасни во работењето. Моментално бранот е во вештачката интелигенција, каде што се отвараат многу интересни работи, многу можности и движењето е многу брзо. Каде што нашата улога е, ние како едукатори, да се обидеме што побрзо тоа да го воведеме, да го пренесеме до луѓето. Голем извор на инспирација за Глигор и неговиот тим е струмичката бизнис заедница. Вели, голема предност во помалите места е што сите се знаат. Поддршката од колегите и менторската поддршка ја добиваат безусловно во секое време. Но малите средини сепак имаат и своји недостатоци. Хендикепот е тоа што за некои информации некојаш бара посета на други градови, на поголеми места, Скопје, Белград, Софија, да кажам, посебно во нашата индустрија, мораме да посетуваме одредени настани, да запознаваме нови луѓе, да слушнеме нешто, можеби, што немаме како од Струмица од некој настан да го дознаеме. Не ми прави преголема разлика локацијата. Си има недостатоци, дефинитивно, но гледам јас да ги оптимизирам предносите што ги добивам од тоа. Мене лично ми помага моментот на тоа дека тука имам фамилија, моментално со мали деца сум, родителите исто се тука, ми помагаат и тој дел ми е доста важен и ми дава мене стабилност да јас, да речем, правам други чекори на ниво на работа. Иако малите средини носат своји предизвици, дигиталните технологии денес ги бришат границите. Соработката со колеги од регионот е секојдневие за Глигор, а светот се повеќе наликува на едно глобално село. Сепак, локалниот екосистем останува клучен, токму тој може да даде поттик за развој на економијата и да ги охрабри младите да ги реализираат своите бизнис идеи дома. Мислам дека би било добро во Струмица да имаме како еден хаб, едно место на собирање на млади предприемачи и професионалци од најразлични индустрии и области. Важно е да имаме споделување на знаење и искуство. Значи тоа да биде од неформален карактер, да биде од отворен тип, да имаме одредени средби, да се организираат, да се споделуваат знаења, искуства, грешки. Од тие чекори понатаму излегуваат бизнис идеи, излегуваат решенија на проблеми за кариера, за работа, за бизнисот. Од тука јас на тоа ставам акцент, бидејќи мене ми помогнало, ние кога сме правеле некои такви активности, но ако тоа се однесе на уште по-професионално ниво и, да речам, убаво структурирано од град Струмица, например, или самата држава да го организира тоа, мислам дека може да има голем ефект. Струмица од секогаш била расадник на бизнис идеи и иницијативи. Иселувањето од овој град си го зема својот данок, но Глигор смета дека не е се изгубено. Со соодветна поддршка има простор за нови предприемачи. Според мене оди на подобро желбата за интересот за започнување на бизнес. А од тоа што го разговарам со младите, следат, учат и дека сега веќе има стварно ресурси многу. Значи интернетот е отворен. Учат од, да речем, можат да учат од луѓе кои што водат бизниси на многу високо ниво, они добиваат информации. И го забележувам тоа, сега како да го интензивираме или како да го зголемиме тој дел е можеби со
повторно да кажам, да извлечеме некои успешни приказни од баш млади луѓе кои што одлучиле, направиле тоа, да си ги кажат предизвиците, проблемите, пречките што ги имале, да им дадат малца представа на младите луѓе дека ќе има потешкоти, но има начин како и тоа да го направат. Сметам дека на ниво на држава добро е да се фокусираме на олеснување на чекорите за започнување на онлайн бизниси и особено на процесирањето на онлайн плаќањето. Бидејќи многу луѓе од Македонија, млади, повозрасни, имаат веќе идеи и желби да развиваат бизниси во странство, но една од главните пречки што ги имаме е начинот на процесирање на плаќањата. И ако тоа го надминеме, мислам дека ќе се отвори, да речам, еден бран на нови претприемачи, нови млади луѓе што ќе најдат навистина интересни идеи да ги разработуваат и во странство. Глигор иднината на SMX Академијата ја гледа надвор од границите на земјава, но само како успешна приказна која произлегува од струмица. Локална бизнис приказна за гордење. Ние SMX веќе го размислуваме во насока на најпрво во најблиска иднина да го разработиме што повеќе на ниво на Балкан, да се обидиме и во други балкански држави, веќе имаме контакти, имаме начини, имаме модел кој што сакаме да го развиваме. Тоа е првиот чекор, но исто така сакаме да се обидеме и во други странски компании, каде што во странски држави, каде што забележуваме исто можност да се поставиме добро и да има интерес за нашите теми, нашите обуки што ги организираме. Дефинитивно Западна Европа и потенцијално можеби и Соединетите американски држави како подалечен чекор, може да кажам. Така да сега веќе што ние почнавме да се прошируваме, можностите се големи. И тоа е нешто што сакам и да им го препорачам на младите дека иако е турбулентно времето, сепак можностите се тука и имаат многу отворени врати, што ако споредиме, например, сме ги немале пред 10-15 години, сега веќе со знаењето и со самата технологија што се развива, имаат многу можности, дали да почнат бизнеси или не, јас секогаш кажувам дека да се обидат, да почнат, па макар и да не успеат, ќе имаат многу добра лекција. Во новата реалност на светот на бизнисот, границите се помалку важни од идеите. Локацијата може да ве дефинира, но визијата е таа која ве носи напред. Од прекрасниот град под Беласица си заминуваме со уверување дека бизнисот нема граници, но има потреба од поддршка, грижа и храброст за да расте и станува уште попрепознатлив.